Депримирани од поразот против Драгон, фудбалерките на ЖФК Кочани без поголема мотивација влегоа во дуелот со Конзули од Битола и веројатно тоа беше причина за скромната победа изразена со само 2 гола разлика. Кочанчанки уште во првото полувреме можеа да им ја наполнат мрежата на битолчанки, но 3 пати иградата им беше сојузник на гостинките. Освен тоа, домакинките во 5-6 наврати промашуваа кога беше полесно да се погоди. Младата и полетна екипа на Конзули во Кочани не играше подредена улога, а во последните 15 на минути гостинските фудбалерки покажаа дека имаат кондиција да ги одработат сите 90 минути. При тоа создадоа и неколку убави шанси за гол, кои за среќа на кочанчанки не ги реализираа. Еве како го виде овој дуел тренерот Александар Андонов. Имавме повеќе шанси, значи овој такмица може да заврши двоцифрено ако се реализираа шансите. Но мислам дека девојчината се уште се под психички притисок од претходната такмица која игравме во Скопје против екипата на Драгон. И сепак и ова 2:0 победа е победа и честитам на победата и се надевам дека ќе се консолидираме и психички и физички и дека ќе продолжиме понатаму во текот на првенството. Значи имаме уште една такмица до крајот, играме против Речица во Куманово. Потоа следува пауза, па припреми и се надевам дека второто полувреме, како што рекувам јас, во Кочани дека ќе славиме и на Драгон и дека Кочани повторно ќе се радува на шампионска титула во женскиот. Во наредното последно коло Кочани гостува на екипата на Речица во Куманово. Младост идни на СВ неделата не го одигран од преворот против Истато во Дојран поради здравствени проблеми на повеќе фудбалерки. Овој дуел е одложен за во четврток.